9 часот и 30 минути, подготвени сме да започнеме со уште едно дружење. Ние напорно работевме оваа недела и подготвивме нешто што сигурна сум дека ќе го задржи вашето внимание и ќе ви помогне во уредувачкиот процес доколку ве очекува. Ако не, секако ќе ве забавуваме следниве 30 минути. А со кои теми ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ќе уредуваме детската соба, собата за бебиња, ќе бираме бои и ве импресионираме со еден уникатен стан без зидови. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Трендовиве кои доаѓаат изминатиот период и изминатите години кога е во прашање уредувачкиот процес, се повеќе не водат кон отклонување на сите можни граници во просторот. Па дојдовме до тоа ниво да сега веќе правиме простор и без зидови. Како би изгледал тој и зошто е добро да го имате во својот простор, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Замислете стан речиси без зидови. Без класични врати, без тесни ходници, без јасно дефинирани соби, кои диктираат како треба да изгледа животот. За многумина таквата идеја би звучала сосема хаотично, можеби дури и малку лудо. Но токму овој смел концепт го претвори овој необичен интериер во еден од најинтригантните архитектонски проекти во моментот. Стан без зидови го редефинира начинот на кој го доживуваме животниот простор и ја замаглува линијата помеѓу минималистички стан со една соба и луксузен дом со повеќе зони. Наместо класичната поделба на соби, се овде функционира како една флуидна, отворена целина која постојано се менува, заедно со потребите на неговите станари. Традиционалниот распоред на становите со низа затворени соби поврзани со централен ходник на многумина денес им изгледа застарен и рестриктивен. Овој проект тргна по сосема спротивен пат. Речиси сите зидови и прегради се отстранети од интериерот, оставајќи ги само основните структурни елементи и јадрото на инсталацијата. Резултатот е простор кој дише, се движи и се прилагодува на секојдневниот живот, наместо да го контролира. Централниот елемент на целиот стан стана еден компактен мултифункционален блок мебел, поставен речиси како скулптура во средина на просторот. Со неговата мала ротација се формираат најразлични функционални зони: дневна соба, простор за одмор, кујна, работен агол и поинтимни делови од домот. Ефектот е фасцинантен. Станот истовремено делува како луксузно отворено поткровје, но и како софистициран интериер со повеќе простории. Посебно внимание привлекува фактот дека станот има дури и две кујни. Првата сместена во централниот дел, дизајнирана како елегантно домашно кафуле, место за утринско кафе, коктели и лесни ритуали во текот на денот. Не е наменета за сериозно готвење и лесно може да ја промени функцијата во иднина. Втората кујна, целосно опремена со апарати, е скриена во задниот дел од станот за тешки завеси, кои овозможуваат просторот да се отвори или затвори за секунда, во зависност од расположението и потребите. Дури и бањата овде не функционира според правилата на класичните интериери. Санитарната единица е скриена за централниот мебел, додека зидовите од стаклени блокови пропуштаат светлина и создаваат речиси футуристичка атмосфера. Единствената вистинска врата во целиот стан е веднаш над тоалетот. Мијалникот и некои елементи од бањата намерно се преместени од затворените простори, за да му дадат на просторот дополнителна флексибилност и многу помодерен карактер. Материјалите играат клучна улога во создавање на атмосферата на овој авангарден дом. Изложените бетонски столбови и тавани се вратени од нивниот суров, бруталистички идентитет, додека дабовите подови внесуваат топлина и рамнотежа. Белите вградени површини, тешките завеси за затемнување и стаклените блокови создаваат софистициран контраст помеѓу минимализам и удобност. Целиот интериер изгледа како внимателно режирана сцена од современ уметнички филм. Осветлувањето дополнително го засилува футуристичкиот впечаток. Целиот систем работи дигитално и се контролира преку мобилен телефон или таблет, додека едноставните светлосни зони овозможуваат атмосферата на станот да се промени за неколку секунди. Она што го прави овој проект особено интересен е неговата филозофија. Станот не е замислен како статичен простор, туку како интериер што еволуира заедно со животот на неговите
новите собственици. Во време кога луксузот повеќе не значи многу квадратни метри, туку слобода, функционалноста и чувството на леснотија на живење, станот без зидови представува една сосема нова дефиниција за модерен урбан дом. Следна тема во денешниот квадрат е просторијата која можеби е омилена за уредување на младите родители во кој процес навистина уживаат. Собата за бебе. Многу работи се важни кога станува збор за оваа просторија во домот, затоа што ќе го олесни животот и на бебето и на родителите, меѓутоа една од главните работи е изборот на бои. Како тоа да го направите правилно, ви помагаме во прилогот кој следува во продолжение. Уживајте! Има нешто речиси кинематографски, нежно во моментот кога се уредува собата на бебето. Простор кој е се уште празен, но веќе ветува први насмевки, непреспиени ноќи и тивки моменти во 4 часот наутро, кога целиот свет застанува, а остануваат само мир и едно мало битие. Затоа изборот на бои во тој простор повеќе не е само естетска одлука, туку внимателно создавање атмосфера што влијае на емоциите, ритамот и чувството на сигурност. Експертите за психологија на боите долго време предупредуваат дека нијансите во детската средина имаат директно влијание врз смиреноста и квалитетот на сонот. Па затоа модерните интериери се повеќе се оддалечуваат од светлите разиграни тонови и се свртуваат кон палети што дишат побавно и нежно. Еве ги боите кои се добредојдени во собата на вашето бебе. Сината боја која носи мир. Најкласичниот избор останува нежно сина, но во незината софистицирана пудреста верзија. Тоновите како светло небесно, магловито сина или дискретна тиркизна боја создаваат чувство на леснотија и визуелен мир, а воедно го прават просторот отворен и смирувачки. Од друга страна, потемните сини нијанси можат да изгледаат премногу тешки и визуелно да го затворат просторот, што во никој случај не е пожелно во бебешката соба. Комбинацијата на светло сина боја со природно дрво и бел текстил создава ефект на магазински интериер. Чисто, топло и безвременско. Понатаму земјените тонови доаѓаат како нова дефиниција за безбедност. Жалфија зелена, беж, песоклива и топли сиви тонови стануваат вистински хит во модерните детски соби. Овие бои не само што го смируваат окото, туку создаваат чувство на стабилност и природна рамнотежа во просторот. Особено се издвојува зелената, која во интериерот има речиси терапевтски ефект, поврзувајќи го просторот со природата и намалувајќи ја напнатоста. Она што ги прави особено практични е нивната долготрајност. Тоа се нијанси кои не стареат и лесно се прилагодуваат како што детето расте, менувајќи го декорот, но и основниот карактер на собата. Пастелните тонови во умерени количини се исто така добредојдени. Пудра розова, нежна лаванда и мека праска боја внесуваат топлина и емоционална мекост, но без прекумерна сладост. Клучот е да се избалансира интензитетот, наместо силни се избираат пригушени верзии, кои му даваат на просторот софистицирано, речиси хотелско чувство. Во комбинација со природни материјали како дрво, ратан или ленени ткаенини, овие бои создаваат простор кој делува нежно, но и стилски осмислено. Конечно, модерната бебешка соба повеќе не е само простор за детето, таа е и мало интимно повлекување на родителите, место каде што се менуваат заморот, емоциите и тишината. Затоа денес не се избира само бојата на зидовите, туку чувството што треба да го даде просторот. А најубави се оние кои не викаат дека се за деца, туку шепотат мир, топлина и нежност. А на тема соба за бебе или дете има уште многу што да се кажува, па затоа и на овој начин ќе го завршиме денешното дружење. Последните неколку минути од денешниот квадрат ги посветуваме на најубавата просторија во домот. Креветите на спрат се вообичаен избор за големи семејства. Со тоа што ќе го имате креветот еден на друг, добивате повеќе простор, а во исто време овој концепт е интересен за децата. Сепак, како да ги соберете овие кревети во детската соба? Креветите на спрат се погодни доколку вашите деца делат соба, а вие имате проблем со недостаток на простор. Тие исто така значително ќе влијаат на распоредот на целата просторија, поточно ќе го одредат незиниот распоред.
Меѓутоа, поради висината на креветот на спрат, понекогаш е тешко да се вклопи во целиот концепт на собата. Сепак, не грижете се, ние ви нудиме неколку решенија. Направете кревети по нарачка. Ова е скапа, но и не толку многу скапа опција. Сепак, ќе направи креветите совршено да се вклопат во просторот што го имате. Дополнително, ако го правите по мерка, тогаш можете да бидете креативни со рамките на самиот кревет. Ако вашите деца се помлади, тогаш боите и дизајните се што им треба. За среќа, креветите на спрат многу лесно ќе се вклопат во овој дизајн на просторијата. Уште повеќе тоа ќе стане нејзин акцентен детај. Креветите на спрат се погодни и за тематски соби. Тематските простории се многу интересни за децата. На овој начин се поттикнува нивната имагинација и игра. Можете да размислувате во таа насока, креветот да стане интересно место за играње во исто време. Се разбира, темите се различни, од подморници, кампери, суперхерои до дизајни налик на кукла. Изберете неутрални бои. Овие кревети можете лесно да ги усогласите со избирање неутрални бои. Најдобро би било да ја изберете бојата на ѕидот за рамките, додека со боите можете и да си играте на креветот. Зад креветот нека има и акцентен ѕид. Акцентниот ѕид зад креветот може да даде посебна атмосфера во собата и да направи креветите совршено да се спојат. Ако постелнината ја користите и за играње со бои слични на ѕидот со акцент, тогаш може да се направи совршена просторија. Креветите на спрат се и одлична можност за простор за складирање. Доколку имате ултрамал простор за детска соба, тогаш најдобро решение е да се одлучите за кревети на спрат со простор за складирање. Ваквите кревети се мултифункционални и ќе бидат интересен детај во собата. Ако вашите деца се поголеми, тогаш сигурно ќе ги сакаат пастелните бои. Овие бои имаат смирувачки ефект врз нас и затоа се идеален избор за местото каде што спиеме. Постојат неколку начини како да го вклопите ова гломазно парче мебел во собата, во зависност од возраста и карактерот на вашите деца. Можете да бидете креативни и да реализирате различни идеи. Во секој случај, децата сигурно ќе бидат задоволни со интересна детска соба. Не е изненадување што децата поминуваат многу време во нивната спална соба. Се употребува и за спиење, и за играње, и за работа. Па затоа и нивниот простор треба да биде одраз на нивните мали личности. Стилски, практичен, забавен, пријатен и удобен. Просторот треба да ги одржи децата среќни, од дете па до тинејџер, како и сите возрасти помеѓу нив. Време е да го ослободите вашето внатрешно дете. Барате идеи за да создадете простор кој вашите деца ќе го сакаат. Детската соба е совршено место за истражување на имагинативните идеи. Од библиотека во облик на ковчег до пеперутка позадина, до рамки со неонски кревети и многу други идеи. Постојат многу фактори кога станува збор за украсување на детската соба. Па затоа подгответе се да ја дизајнирате просторијата која е уникатна како и вашите деца. Детската соба треба да биде пријатно место како за вашето дете, така и за останатите со кои тоа ќе си игра.
Иако честопати ги ограничува, просторот треба да биде универзален и да одговара на различните активности на децата. Во исто време, на никој начин треба да не се наруши естетската визија на остатокот од семејниот дом. А токму сега, сето ова е полесно од кога и да е. А тоа е така бидејќи главна преокупација кај децата се Дизни ликовите и целиот нивен свет се врти околу нив. Секое дете сака цртани филмови, игри и книги. Ако сте решиле да ја преуредите просторијата на вашето дете и не знаете што да направите, нашиот предлог е да ги декорирате мотивите од карикатурите кои вашето дете најмногу ги сака. Или поинаку кажано, да се инспирирате од оние кои се нивна инспирација. Кој има потреба од принц или бал, кога едноставно може да се одмори како принцеза во својот прекрасен кревет кочија. Девојчињата од секогаш биле и ке бидат мамини и татини принцези. Па тоа е одлична можност да дизајнирате идеално мало царство за вашата миленичка. Креветот во облик на дрвена кочија, како онаа од пепелашка, од истоимениот цртан, е одлична идеја да го направите тоа. И не само тоа. Трендовите налагаат и многу интересни пропратни елементи од истоимениот цртан филм, со кој дополнително ќе го украсите просторот на вашето дете. Па така има и светилки во вид на стакленото чевличе по кое е препознатлив цртанот, а вашата пепелашка ќе блеска од радост. Дали вашите керки се големи обожаватели на Дизниевиот филм Замрзнати? Ако одговорот е да, тогаш треба да превземете акција и да направите нешто за да ја трансформирате нивната просторија во убава сцена, директно од Замрзнатиот филм. Замрзнатата тематска соба е како светска бајка, што длабоко допира до срцата на секоја девојка. Затоа, ако планирате да дизајнирате тематска соба за нив, овој цртан филм е извор на симпатични идеи, кои ќе бидат многу погодни за вас. Омилени ликови, зимски чувства, замрзнати треперења. Постојат многу гениални елементи кои може да ви помогнат да постигнете замрзнат тематски декор. Прекривачите со ликот на Елза се вистински погодок за ваквата соба, а украсена позадина со замрзнато царство само ќе го надополни истиот ефект. А можете и самите да направите замрзнати снегулки и да ги прикачите на лустерот. Оваа детска соба со сигурност ги топи срцата и на младите и на старите. Не постои девојче кое не е восхитено од убавината на малата сирена Ариел. Па затоа девојчињата ќе можат да уживаат во океанското царство на Ариел, внесен во нивната спална соба, преку најразлични елементи. Од кревети во вид на сирена, па се до плакари со незиното волшебно огледало или пак модерни позадини од длабоките сини води. Малата сирена може да биде дел од светот на вашето дете, а оваа сезона трендовите на уредување на детска соба за девојчиња со сигурност изгледаат поубаво од било кога. Без сомнение, момчињата се толку пребирливи како и девојчињата. Тие исто така сакаат убава соба, во која ќе бидат среќни да ги направат своите омилени работи. Таа мора да биде пријателска, уредна и чиста. Покрај тоа, препорачливо е да поставите некои детски елементи во собата на вашиот син. Голем авион, модерен автомобил, спортска опрема и така натаму. Кога станува збор пак за уредување на детска соба кај момчињата, секако дека Супермен и Бетмен се присутни. Но оваа сезона нивниот избор е зголемен, па така тие ќе посакаат своето катче да го претворат во вистинска вселена, полна со светилки во облик на планети, позадина од комети и ракети, кревет во облик на вселенски брод и звездено небо на таванот. Има и за оние кои ги обожаваат познатите Трансформерс, па така ќе може да спијат во кревет кола инспирирано од истоимениот цртан филм. Или пак да седат на фотелја од Карс, која ќе направи барем за миг вистински да се најдат во цртаниот филм. За малите фудбалери и кошаркари оваа сезона ќе биде вистинско уживање, бидејќи ќе можете да им ја претворите собата во вистински фудбалски игралишта или пак кошаркарска сала. Кревет во вид на фудбалски гол и зелен тепих, со фотелја во вид на фудбалска топка, е она за кое сонува секое момче. Тука малите спортисти ќе можат да уживаат во својот надпревар и да се радуваат на секој гол. Кога станува збор за детски декор, нашето око секогаш се привлекува кон бели, воздушни простории, со разиграни детали за да додадете топлина и боја.
Создадете простор за вашето дете кој ќе му дозволи да игра неограничено, со стилски кутии за складирање за да ги ублажат немирите потоа. Тоа е исто така соба која лесно може да расте со него во годините кои доаѓаат. Клучот е да пронајдете рамнотежа и тоа можете да го направите со додавање на повеќе меки тонови и текстури како дрвени акценти, забавна позадина или контрастни отпечатоци. Не само што го прави просторот поинтересен, туку и не ве ограничува на еден претерано координиран изглед. Украсувањето на детските соби отвара нов свет на возбудливи опции на дизајн, дури и за мали простории. Без разлика дали тоа е простор за девојче или момче, ние ви предлагаме неверојатни идеи за детски соби. Од мебел па се останато. На вас е само забавата да дозволите да започне. Последна тема и содржина беше ова за денес и за овој квадрат. Ви благодарам што бевте со нас и ова неделно утро. Се надевам дека бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание тука до самиот крај. Се гледаме повторно наредната недела, секако со нови теми и нови содржини за уредување на вашиот простор. Ве оставам во добро расположение и до следната недела. Пријатно од мене.